Време е да ја најавам колешката Елизабета Дамјановска-Спасеновска и рубриката Скопски агол. Добро утро, Елизабета. Ако не се лажам, се јавуваш од зелениот покрив на градскиот трговски центар. Токму така, добро утро и од мене. Како што спомена и ти, се јавуваме од зелениот покрив во градскиот трговски центар. Навистина убаво обкружување имаме денеска, а линкот го одбравме да се вклучиме од тука, токму поради една интересна причина. Овде се случуваат интересни вежби кои што ги практикуваат фитнес инструктори, а потоа сите граѓани можат дома во домашни услови, следејќи ја Facebook страната на град Скопје, да ги практикуваат истите вежби. На оваа тема разговараме со фитнес инструкторот Даниел Трбогазов. Добро утро и добро ни дојде во утренски брифинг. Добро утро и добро ве најдов. Како што споменав, оваа локација одровме токму затоа што тука ги снимавте вежбите, кои што потоа можевме сите дома да ги гледаме и да ги следиме и да ги практикуваме. Зошто одбравте оваа локација? Така, токму така, зелениот покрив е доста познат во нашиот град, затоа и одлучивме ние како тим, сите тренери заедно да се собереме на оваа локација, токму на оваа локација да ги снимаме тие онлайн тренинзи каде што ќе бидат доступачни на нашите сограѓани да може да вежбаат во овие вонредни услови. Како што споменав пред малку, вежбите ќе може да се гледаат на Facebook страната на град Скопје. Истите почнаа да се емитуваат пред околу една недела на 13 мај. 13 мај, да. До кога ќе траат овие вежби? Значи започнавме пред една недела, снимавме веќе една серија која се промовираше на профилот на град Скопје. Второто видео кое го снимавме, втората серија токму на оваа локација, ќе се промовира на следната недела, целосна недела. Се надеваме дека побрзо ќе заврши оваа вонредна состојба, па нема да има потреба да се емитуваат понатаму повеќе серии, но сепак е во план да се досними уште една серија, барем по 3 серии кои што понатаму ќе може да се кружат по ТВ каналите или по официјалната веб страна на град Скопје, за нашите сограѓани да може да се релаксираат, да се рекреираат во домашни услови. Кога веќе споменавме домашни услови, може ли да кажеме дали овие вежби се лесни за изведба дома и дали е потребна повеќе време, енергија, простор? Самите вежби се конструирани на тој начин да бидат без додатен отпор, без додатни реквизити, за да можеме многу лесно во домашни услови да ги извежбаме сите тие вежби. Не ни е потребен многу голем простор, потребно е доволно да имаме 2 метри квадратни за да можеме да ги изведуваме вежбите. Самите вежби, самиот отпор на вежбите е модифициран за да биде достапачен за сите сограѓани, да не биде премногу големо физичко одржување и да напоменеме дека овие вежби се сепак за одржување, а не достигнување на некакви високи цели. Важно е исто така да кажеме дека во овој проект не си сам, овој проект го сочинуваат и уште неколку фитнес инструктори. Дали секој од вас има различен домен на кој што ги фокусира вежбите? Токму така, значи сме 9 колеги, да не ги наменувам, од повеќе различни фитнес студии и повеќе сфери. Значи имаме јога, имаме пилатес, имаме аеробик, фитнес, функционален фитнес, работиме атлетика и имаме кондиционен тренер во тимот. Луѓето кои што се одбрани се веќе докажани стручњаци во нивната сфера, сите сме во различна сфера, да сите доаѓаме од некаков спорт, но сите имаме различен домен. Така да верувам дека сите ние заедно како тим понудуваме доста голем спектар на избор за нашите сограѓани да можат да одберат кој каде се пронаоѓа во каков тип на вежби. Каква е реакцијата од граѓаните? Имате ли веќе досега некој фидбек? Ве следат, дали ги практикуваат вежбите, дали вежбаат заедно со вас? Досега, веќе со само првиот серијал на вежби имаме преку 30.000 прегледи севкупно на интернет, што кажува дека нашите сограѓани се обидуваат да најдат начин или да пробат да вежбаат по дома. Сега, колку вежбаат, колку се трудат, не можеме, тоа е слабата страна на оние онлайн тренинзи, каде што ние тренерите немаме директно контакт со нашите вежбачи. Све што можеме од другата страна на екраните да им дадеме
совети како правилно да вежбаат, како да го дозираат тренингот за тоа да биде правилно изведено и да не дојде до несакани повреди или несакани моменти. Скопјани се познати по тоа што овој период од годината го користат за масовно вежбање или возење велосипед на патиката на киот на Вардар или исто така трчање. Што би им препорачале? Дали во вонредни услови, дали во условиве во кои што сега живееме е добро да се продолжат да се практикуваат вежби? Токму затоа и се наведени овие вежби, затоа што веќе доаѓа некој временски период каде што затоплува и ние по навика сакаме сите да излеземе и да се рекреираме во природни услови, ја ги нарекувам outdoor activities, значи активности во надворешен простор. Можеби сега е многу поклучно да сите ние заедно останеме дома, затоа што е сепак вонредна состојба, статистиката кажува едно, нашата желба кажува друго, но сепак треба да бидеме мотивирани, храбри, да покажеме карактер и пред све да останеме дома да извежбаме во домашни услови. Еве, ние како тим на град Скопје им нудиме доста голем спектар на вежби што ќе може да ги изведат во домашни услови. И уште пред самиот крај да споминеме околу терминот во кој што се одржуваат вежбите, се прикажуваат два пати, еднаш премиерно и еднаш репризно. Да, токму така се прикажуваат премиерно во 19 часот секојдневно на главниот канал на Facebook на град Скопје, а потоа во утринските часови за оние кои се љубители на утринските тренинзи правиме репризно прикажување на самиот серијал за вежбање. Но тоа не значи дека и понатаму во архивата не може да ги пронајдат тренинзите, може да ги пронајдат и да ги вежбаат, да ги извежбаат во било кое време. Даниел, јас ти благодарам за денешното учество во Скопски агол на утрински брифинг. Ви благодарам и вас. А ние се одјавуваме од терасата на зелениот кров на терасата на градскиот трговски центар. Останете во добра форма. Тоа е мотото на денешниот разговор.